живо. Браво, живо. Арен, Нема грешка. така да те прашам ова патов, за кај оди? За Жидимирци? За Жибидирци, а? Да. Ти од кај идиш? Од Скопје. Од Скопје, а? Од Казановска бања на. И пешки. Пешки. И ваму шопареш во село, од ова село си? Од Тосело. Аха. Колку време одиш пешки вака од Катланово? Па 2 сата. 2 сати, а? Да. Ако е убаво и топло време. Ако е повеќе, повише. Така. И сега од овде до село уште колку има? Па тука има едно 40 минути. И секое идење пешки вака, а? Пешки. Ами превоз, кола, нешто ти работи? Патот не чини. Пата не чини, а? Нема да чокола да ишче, остане тамо кај градници, не може да се оди. Така. Колку мини има сама село Жидимирци вака? Па има доста. Одат стално и тие пешки. Така? Сака да се вратат, некој не може да одради патот, поише пешки, да Така. со коли не може да одат. Така. И тоа. Туку, слушај, ај тогаш вака, пошто и ние сте со намера да додиме. Да. Клоцум, овој сотем заедно. Ќе може? Може. Ајдеме, ој ти Ајде. напред, ја по тебе. Ајдеме. Ајде. Ајде. Иштико сега ова е селото Тоа е, Жидимирци, тоа а? е. Тоа е више. После 3-4 часа пешки стасан, а? Таа сме овде готово. Так, сега одека ти на кое место си? Горе таму нека? Таму горе уште. Так, ајдеме полека. Ај, овој ќе стасаме, ќе појдеме. Е, убајна мајгата, што велиш, а? Супер е. Убаво е? Убаво време. Убаво, бога ми. Так. Ајде работа. Што правиш? Што правиш, копаш? Копаме, бе, Здрав што да живо. правиме? Здраво. Зашто го спремаш ова? Па за овај, за кроми. Кромичи, лукче, а? Да, лук да има садено. Так. Овој се кроми. Е, сега ќе планираш овој лукче да садиш. За кроми тоа ќе Так. цело намо. Како ми живееш во село? Добро е, као пензионери, Аха. нели? Така. Да не бидеме доле. Што дуго вака поработуваш? Па ево овој бабче. Аха. Како е животот во село? Како сами што сме, еве, неколку души толку. Колку мина сте? Па, 6 куќи. 6 куќи, е? Вака да ми кажеш од кој ќе зајди сонцево. Да. Навечер вака, ке комшите се собирате? Нема, Нема? нема, не. Нема. Така, еве со. Колку Да. време си оде во село вака? Од кое време? Или постојано си тука? Ма еве, па 16 години има, ама важно сега едно 4 зими така, седим од 4 години. Така. И тоа. Ами што идите од Скопје довека? Имате кола ваша или како? А како ќе најдеме и наши доаѓа децата и некој од овде што ќе дојде. Еве сега јас седим. кој идев преска, идев заедно пешки со еден ваш соселанец. Да. Од Катлана довека 4 сати. Да. Па одимо, и пешки одимо. И пешки, а? Пешки, да. Ами кој ќе падне тоа че го снегот? Па снего тука сме, камо нека падне. Ами вака Нема е, ста. сега еве времето убаво топло е. Човек ќе офати грип, доктор иди, не иди довека. Па добро, имамо лекови, набавимо. Аха, значи Така. со време. Да. Ами вака вика старите. Да. Сака човек да јади, сака леп да се меси, сака ова. Па има леп, месимо што да правиме. Додека можеме ќе седиме, Ами некој не. продавница нема овде. Нема предница. Од каде земате леп, сол, Па масло, имаме од шеќер? таму. Па се ќе набавиме од еднаш и има. Колку вака брашно се купува за еден месец да речеме? Па нема ни ми од еднаш зимамо по 6 џакчиња зимамо за. 6 џакчиња по Да. 25 кг. Да. Така. Така. Со челата се слушаш? Со децата се Се слушаш? слушамо, ба некне бевме така. Тие кај живеат. Они у бутел, еден. Така. Не. Вода за пиење имате во село? Па ето чешмата доле што е таа. Аха. Така. Ти си од ова село или? Не, јас сум од Скопската нагоре, од Бањане. Од Бањани? Да. И овдека те излага Тука дојде, смо, а? да. Така, може Што вака да правиме? да се сетиш како беше на времето, кога беше млада, што се вика. Па Кој да. живот беше поарен тогаш или сегашни, што велиш? Па што знам да ви кажам, Стари како да време, ви кажам, Ти да. си живеела и со свекор и со свекрава, да речеме. Како овој намус од страма што се вика? Свекари, свекрава тука биле, додека они биле, Така. ние доле бевме, у Скопје. И така.
Добар ден. Арни сте ми? Иначе, добри? Добре. Што поработуваш вака? Еве тука со бабата, па едно пчели овде чуваме и така. Аха. Друго не ре. Градиме ова наоколу. Така. Кога се врати оде во село опет? Колку години? Јас сум пре 16 години вратен, кога отидов пензија, 17 години. И што те влечеше вака да дојдеш по ова и да садиш Па назад? тука сум роден. Овде ка? Па тука сум, ево ова, тука сум роден. Како ќе не ме влече? Така. А децава неќе да дојдат, кој не ги влече, не се родени тука. Така. Вака една да ми кажеш што се му фали на селово да биде село како што треба, што се вели. На селото му фали најпрво пат, вода и луѓето да се вратат да работат. Земја имат, ама нема пат, нема вода. Еве вода гледате колку е тачеш, ма 2 чопора имаш. Ама е тако, дојде времето, си секне водата. Јас пред да дојдам во ова село, многу мина ми рекоа овој чакоди за џимидирци. Джедимици, Така, джедимици. да се понесе се рече двера лопинци и чизми гумени, пиротски. А не, Затоа што вика вака едно, патот е за никаде. па то да. Јас се имав таа среќа со еден твој соселанец идаме пешки 3 сати од Кетланово. Вие многу ми ми рекоа дека многу поблиску гравитирате кон Сите Николе. Цело село е во Скопје, а тапијата ви е во Велес. И како може така? Види како. Ова село е така не на тромеѓа, него на 4 страни. Било под Куманово, било под Скопје, беше по Штип, сега по вие после овие работи како дојдоа по колективите, го префрлија од Велеса. Зашто го префрлија под Велес? Велешани зинаа за шума. Аха. Барат шума, овдека. Има Бога ми се гледа. Така, поради шумата и сега не даат колку пати сме барали 4-5 пати баравне, па спискови правиме, дека ние сега сме величи сите под Скопје. Зашто под Скопје? Има кај да отидам ја под Скопје. У Свети Никола нема како да идем. У Штип ич нема како да идем. Па у Велес? Велес нема. Такуџери што вика. И Велес не е отпад. Сега што пушти од Иванковци некој автобус, али пак е за нас тешко. 2 сати ја одам 2,5 до Иванковци, ќе дадам 100 динара натам, па 100 динара наамо, па 2,5 сати ќе Чекај се, значи пешки до 2,5 сати? Пешки до Иванковци. Па ќе платиш околу 100 денари? Од тука ќе платам 100 динари за автобус. Ако го фатиш автобус, ако не? Мора да еш пора, ако не се отиде, таа нема друг. Така. Ами ти си човек во години, така? Колку и направи? Колку е 75? Така. Што се вели колку беше на мојата возраст, овој џаде одеше што се вика брзо, така? Ами ќе фатиш овој човек ќе настани пешки за некои. Па ево ние не отидоле за Скопје пешки 4 сати у неделата. Така. Ево сме обата покапани се. Така. Не утепа север. Нема превозно средство. Да малтретираш некој да дојде да те зема од ева, деца имат колема се стари. Ако дојде до овде, она ќе се раскапе. Дури многу ми рекоа дека и попо не иде. Не, како поп, ако му дадеш кола да земе поп, да го однесеш, да го вратиш. Кој му е летна слава на село? Свети Атанас. Вака да се сетиш вака како беше пред 30 години, кога беше овај што се вика на 30 години ти да речеме. Како беше на 30 години, пред 30, него пред порано, на 4 места кола се води. Вие ова дел од Чополијата, таму не можеш да поминеш. Така. А сега ќе отиде само 12 души пензионери. А тогаш на 4-5 места тие селски оние кошули, па кола, па гајди, па хармоникашки дојдат од Скопје некој. А сега таму само 5-6 души ќе дојдат. Колку да не га загазимо славата да не загазимо. Ништо друго. Кој ти се оде комши вака да ни направиш? Со кој луѓе живееш во село? Овде сега немам комшија, кашија онај човек има баба и жена, он двојца се. Како се вика? Стојан и Верка, она горе козарката кози чуена. И таму едно дете само е неженето. Тоа како се вика? Томе. Значи и овчарот горе. И тие. Тоа. Еми вака за лошо зарно овој. За лошо зарно ќе се умираш. Ако ја имам телефонски, ако дојде да не земат, добро, ако не. Иначе, за 50 година бемо 375 члена у село. А сега сме само двојица жители, ја и жена. Што не постои нигде во Македонија, само наше село поделено. Пола е под Скопје, пола е под Велес. А катастар у Велес е главно. Од село натаму све е под Скопје. Подол пута што иде по село. Јас сум велешанец, еве вие од пут натаму све сте скопјани. Путат како иде куде мене, Блажевите и тие Левковите,
а више по Скопје. Видиш кака клjuč имаме, бе, спреман? Да, па како? Еве се наоѓа водека во село, ќе видите во училиште, така? Да, И овде имаш учено. Учено има до тука, до 4-то едини. Како ти сикаше даскало? Даскал се точно се викаше. Може ли да се сетиш кај седеш одека на во кој беше Ја седе точно во првата клупа дека седе. тука, а? Да, Така. Колку деца беве? Тогаш имаше околу 30 деца имаше. 30 деца. За учене. Аха. И сега готово. Се е готово, се распаднало, нема ништо, виж. Дупки се не го држава, никој нема. Ова зградава кога е правена вака прилика? Ова зграда е правена 30-та година или така нешто. Али ова беше многу убава училница. Ова најубава школа у цело околина. Овде ние сме училе 80 деца. Сме училе на две паралелки. До ручек сме училе прво и второ, од ручек четврто и трето. А од 5 до 8 кај одеа луѓето? Одеа у село Иванковци таму. Пешки, а? Пешки. Колку е далеку? Па 2 сата. 2 сати, а? Са бајле идем и поруче се враќа. Кој бев ученик на времето? А и ти кој биш ученик? Имаше почит кон учителите. Кој ќе го видел јас даскало со мене и со прачката? Па тогаш не тепаш многу. Аха. Имаше прачката, овие дрва ќе правиме прачка и просто ќе пробат нас. И вака тепаше стојаната. Така. Ќе стави прста вака. И ако не знаеш, ќе ти стави пченка доле и ќе кречиш доле. Што ти велеа твоите дома кој ќе појдиш, кој ќе те праша денеска доби единица, те праша учитело нешто? Па Ако не знаеше што ти веле? ако не знаеше, што да веле? Ти кажеш дека не знае ништо и одма те тепат. Не ти велеа твоите речи, ако не учиш на овците право не пасиш. Па ти вика ако не учиш школа, вика мора по овци идиш. Ти паса овците. А ако го видеше даскалот? Ако видиш тогаш бега му ни од нега. Така. Не смееш да го видиш. Така. Ако те види, тој че не си учил ништо, ќе те тепа. Убав ли беше животот порано да речеме? Па порано беше добро беше животот дека имаше народ доста друго. Така. Све беше убаво. Сватби се правеа едно и се имаше. Кога последен пат имало свадба во село? Не. Па тешко, не памти за последен пат кој имал свадба. Нема. И Нема. плати ли душата вака што ќе пушта село? Како не, ми е мерква да одеме на родно место ми е Еве тоа. да речеме во градот си колку време во Скопје живееш? Ја во Скопје живеем 35 години таму. Што ти е помило такво ќе таму ќе се правил или ова века што пропаѓа? Што? Овде ми е помило дека, тука сум роден ја, тука сум жил 20 години. Подобро ми е дека. Што ти вика твоите кои ќе речеш ја ме да дам село? И ти вика да ме оди јаш, шобар. А и децата они сакаат да одат, и они ги мерак да види кај се роден на друго се. Ги влечеш што се Да, ги вика? рече срцето. Да е навик. Да прават нешто тука. Сакат да додат. Што се вика старите кај да шеташ, кај да одиш, абе пуба во својата нема никаде, така? Да, така е. Туку ајде дојме да видиме овој. Ајде, да видиме што има тука. Так, ајде. И така, животот е малку полош за живење овде. А услови има. Чист воздух, дрво, планина. Ево, со пчеливе се расправат, има неколцина. Ама, кој ќе дојде, ќе купи мед. Не може да дојде, ќе искаше колата да да купи мед. Овдека се произведува све. Житарици сите врсти. Ама сега не се работи. Нема со нити вол, има нити трактор, има еден трактор има. Војчето и боре, и тоа е. И драѓа онде овци има, 100 овци. Ништо друго нема. На времето крави, овци, стока, коњи, ама тоа кој беше за другата, пред за другата, гирастурија, кози имаше, гирастурија. Сега, после за другата ништо, еден човек има со овци, никој друг више нема. Тоа е. Секоја фамилија мора да има тоа, како беше, како да ти кажам, како потреба. Секој по 20 овци, 30, 50, кој како има могуćности. А никој не е бил слаб да нема овци, да нема крави, да нема магариња, коњи. И повише со житарицата. Иначе друго, тоа е истоката. Секо, вака сега на работа. Еве, се договориме дека нешто ќе да отвориш, така? Па ќе ти отворам, која сакаш? Вака прво да ми кажеш,
Како научи да свириш на Јас сум научил, највише сум имал мерак у школа. Така? Па сум ишел по овци, по говеда, па отидов до Скопје и тамо свирам. Имам и кланерет, сум ишел по свадби. Едни други, така. Па сега дојдов па и чувам чели овде. Така. Сега вака едно, ајде да чуеме вака да не освириш по твоја жива што е. Ајде. Ама после и да не отпееш една. Друга која да ви го свирам? А уште една, по твоја. Вака што вика старите на моабетењето, му нема кажеш сега. Не. Така. Нема. Ова да ми кажеш, која е твојата препорака вака една? Дали е добро, ако ништо повеќе, сите сте ние по потекло од село. Така. Да си дојдеме назад, да и поправиме куќите, затоа што вика старите, времето слама продава, времето слама купува. Куќата ако не чури, она паѓа. Еве ги на кумовите, знаеш како тие двете куќи. Додека седеа тука имаше стар човек, она не паѓа, сега испопаѓа. Сега која е пораката? Да се направи патиштата, вода да се обезбеди, струја колку толку има. И некој овие како ги викат сега што ги дават трактори, вамо таму некој дете кое сака. Има овде горе блокови. Прва класа ваде велешани за семе, а сега трава расте ги пасе општерот овци.